Остри осуди и конкретни мерки, Северна Македонија реагира за војната руска инвазија врз Украина. Владата денеска реши земјата да се придружи кон новиот пакет рестриктивни мерки на Европската Унија. Во оваа фаза таргетираните рестриктивни мерки на Унијата, кон кои се придружува и нашата земја, опфаќаат таргетирани мерки за утврден број лица од политиката и бизнисот кои одиграле улога за настанатата ситуација во Украина и за нив се воведува забрана за патување низ земјите на Европската Унија, како и забрана за пристап до финансиските фондови на Унијата, информираат од владата. Истовремено задолжени се надлежните министерства да обезбедат информации за барањата на македонски државјани кои се наоѓаат во Украина за да бидат транспортирани и сместени во земјава. Ескалацијата на ситуацијата во Украина беше главна тема на седницата на Советот за безбедност која денеска ја свика шефот на државата. Во однос на македонските граѓани кои се наоѓаат во Украина, државата ги презеде неопходните мерки за нивна безбедностна евакуација, како и на вработените во нашата амбасада во Киев. Како НАТО членка, Северна Македонија е во редовна координација со Алијансата и сојузниците во однос на нивните активности кои ќе се преземат од страна на сојузниците, пишува во соопштението објавено по седницата на Советот за безбедност. Пред состанокот, државно-владиниот врв ја осуди војната акција на Русија. Инвазијата на Украина од страна на Русија е напад на територијалниот интегритет и суверенитет на Украина, сериозна повреда на основните принципи на меѓународното право, удар врз демократскиот поредок и закана за стабилноста на Европа. Како НАТО членка, се приклучуваме кон повикот на Алијансата насочен кон Русија за прекин на војните дејствија на територијата на Украина. Во име на граѓаните на Северна Македонија, изразувам солидарност со украинскиот народ во овие тешки времиња, порача претседателот Пендаровски. Војната е најлошиот начин за решавање на недоразбирањата, а агресијата врз Украина е закана и за европскиот и светскиот мир. Владата ја следи многу внимателно состојбата во Украина. Безбедносната состојба во нашата земја е стабилна и во овој момент не постои директна закана за безбедноста на Северна Македонија, изјави премиерот Ковачевски. Не е далеку од тука Украина, колку и да е географски да се чини дека е далеку. Не е далеку од причина што последиците се далекосежни и многу значни, значи не само од воен аспект или географски аспект, него особено тоа е од економски аспект. Секако ќе има соодветни влијанија. Реагираат и представниците на меѓународната заедница во земјава. Соединетите американски држави и сојузниците силно го осудуваат нападот на Русија врз Украина, изјави американската амбасадорка Кейт Барнс. Продолжуваме да го засилуваме членот 5, заштита на секој инч од НАТО територијата. За сите нас ова е еден од најтемните часови во нашите животи. Никој не можеше да замисли дека ова навистина би можело да се случи овде во Европа. Токму така, во 21. век Европа се соочува со нова отворена војна. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.